Ако може да го поканите премиерот да дојде, затоа што прашањето ми е за него, не дека сакаме да го гледаме, меѓутоа треба да биде присутен. Благодарам. За сите оние на кои што не им е јасно или пак имаат дилеми што се однесува на позицијата на Демократска партија на албанците во последниве денови и нашето однесување наспроти настаните во парламентот и надвор од парламентот, да објасниме за сите на кои што не им е јасно дека оваа битка не е наша битка. Оваа битка не е албанска битка. Ова е битка на албанците е тоа што не тангира нас и што ќе ја тераме до крај со сиот наш капацитет и се разбира дека тие што се вбројуваат во овој фронт немаат албанска агенда. Почитувани пратеници, сцени на насилство во разните парламенти, дури во Европската Унија сме виделе постојано. Меѓутоа, влечење на новинари, излекување од парламентот, ова е едно ново откритие и тука несомнено дека има главен одговорен, а тој е премиерот во земјата. Во понеделникот се вршеше институционално насилство кон новинарите. Тоа е неодговорна работа и ние како Демократска партија на албанците остро го осудуваме овој акт. За да биде проблемот уште подлабок, се влечат по земја и се допираат новинарите и не е тоа борба против организиран криминал во медиумите, туку почитувани пратеници со оваа логика, како испаѓа, како треба да се однесува пратеничката група и ДПА кон телевизија Алсат и кон новинарите на телевизија Алсат. Оваа телевизија години поред измислува работи на штета на ДПА. Дали знаете, господине премиер, како се финансира оваа телевизија? Оваа телевизија во голема мера се финансира од корупцијата на вашата влада. Од корупцијата на министрите на ДУИ во вашата влада. Затоа што тие потоа со средствата добиени од корупцијата како членови на вашата влада финансираат еден медиум кој што постојано удира, измислува работи за ДПА. Токму за ова пристапот треба да биде борба против организираниот криминал во рамките на медиумите, а не влечење по земја на новинарите. Пред неколку години се сеќавате на Лирим Дулови, кој што беше удрен, му беше удрен шамар од Бекир Асани и овој случај воопшто не беше процесуиран. Тие двајца денес се другари, меѓутоа сега говорам за еден друг период. И ова сега не е веќе ни битно. Битно е да не се случи истото и со случајот од понеделникот кога новинарите беа влечени по земја. И конкретното прашање за вас е што презедовте овие 4 дена, се извинам, од понеделникот како главен одговорен од хиерархиски аспект за одговорните за таа мешаница кон новинарите да одговорат. Или пак да полагаат сметка. Другото прашање е во однос на вчерашниот случај кога Валон Куртиши, Лирон Петрит Ибраими и други двајца беа осудени на затвор, казна затвор 1 година, затоа што нацрта една харта на еден зид во Тетова, во градот Тетова. Во 2012 година во Македонија, во оваа држава се уште се казнуваат албанците само поради нацртани карти, поради идеи кои што може да ги имаат како сон
се поставува прашање колку ќе се казне овие млади ако ја нацрта картата на Европската унија, која што уште поголема од картата на етничка Албанија, која што тие ја нацрта. И условното казнување е навредувачко и подценувачко, значи се очекува од нив да одат и да ја избришат таа нацртана карта. Мислев да го поддржам и го поддржувам во еден дел од процедуралната забелешка на почетокот на прашањето на колегата Имер Алију. Но би била целна поддршка ако пристапот да не беше во положение дека таа поддршка важеше за еден дел од медиумите. Но кога станува збор за еден медиум кој го нагласи, остава впечаток да подразбереме дека ќе ги направеше поголема штета на тој медиум, но ја нема таа можност. Ве молам, господине председателе, јас се пријавив за процедурална затоа што бев повикан директно. И дозволете ми И дозволете ми овие 3 минути директно да одговорам на прашањето. Второто прашање. Причината што се јавив за процедурална е следна. Значи, ево фактот дека од оваа говорница се говори една невистина во однос на мојата позиција. Господине председателе, ве молам господине председателе, ако имаат намера оваа ситуација да ја искористат, нека излезат каде сакат, но невистините да се говорат од ова дека Тала Џафери е осе затоа што е фатен со оружје. Благодарам. Господинот Груевски Никола како председател на владата има одговор на првото прашање. Ве молам, господине Тала Џафери, ве молам. Завршивте со процедуралното, ве молам, господине Тала. Господине Тала Џафери, стварно ве замолувам сега, бидете. Горед, заврши со процедуралното, ве молам. Господинот Груевски Никола, ве молам. Да бидеме коректни, ве молам. Господине Тала Џафери, ве молам сега. Седете на своето место, поверете господине Груевски Никола, поверете. Благодарам. Ве молам.